Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Непродуктивното трошење во време на сериозна економска криза е практика на работењето на оваа влада. Наместо антикризни мерки, тие продолжуваат да се луксузираат и да трошат буџетски пари на непродуктивни работи. Цели 2 милиони евра изминативе месеци СДСМ ги троши на работи без кои што можат да преживеат нивните функционери. Телефонски услуги во собранието, режано цвеќе во Созара, 1700 кафиња на ден цела година набавени од Созара, златни лажици, вилушки и многу други работи. Сето тоа за личен луксус на владата во време на сериозна економска криза, за која што од владата знаеле дека ќе следи, дека ќе има. Например, Министерството за политички систем и вице-премиерот Артан Груби 30.000 евра ги трошат на непотребни работи кои може да му ги завршат институциите на системот и на владата. Ново формираното министерство и новопечениот вице-премиер 350.000 денари подпишале тендер за перење на автомобили. За овие пари, секоја недела преку целата година треба да се перат најмалку 30 возила. Ниту министерството има потреба од 30 возила секој ден, ниту пак е потребно секоја недела се перат сите 30 возила, а знак прашалник е дали тоа министерство има 30 возила на располагање. За ажурирање на вебсайт одвоиле 530.000 денари, па на толку вработени во Министерството за информатичко општество и администрација и во Министерството кое што раководи самиот вице-премиер, е тотално непотребно да се одвојат дури 7.500 евра за ажурирање на веб-сайт, па каков идеја. Пропратно, 400.000 денари се двојат на жардинери и уште 470.000 денари за консултантски услуги за јавни набавки. Сето ова можеле да го завршат институциите на владата, кои што ги имаме во државата, кои што се одговорни и за јавни набавки кои што имаат вработено експерти и за сите останати работи за кои што се трошело пари. Овие 30.000 евра можеле да ги пренаменат ако сакале за други работи, но незаинтересираноста за кризата која следала не им била предмет на размислување. Можеби за оваа влада и за нив 30.000 евра и не се некои огромни пари, но затоа со овие пари можеле на над 100 социјално ранливи семејства како еднократна помош да им ги поделат за да може да преживеат одредено време. Благодарам.